Komentar može li? Дваесет и пет години од култниот албум на групата Ареја врати на имагинацијата. Исто толку години од концертот кој ги лансираше на врвот на македонската музичка сцена. Оваа есен Ареја се враќаат со голем концерт и супер работка на песната заедно со Јан Дади. Мене ми е омилен, изобилува со песни кои што се со различни стилови и песни кои што допреа до срцата на многу луѓе, на нашата публика. 25 години, и не значат ништо, 25 години летаат баш вака и нас ни е мило што ете по 25 години овој албум го издадовме на винил. Очи ангелски е снимена нешто пред издавањето на албумот Врати на имагинација. Впрочем, тоа беше наш обид после подолга пауза да се вратиме на македонската музичка сцена. Таа песна не е баш карактеристична за оној стил на Ареја. Меѓутоа, во тој период изобилуваше македонската музичка сцена со денс музика, така што оваа песна е баш во тој фазон. Во денешно време изрази желба Дади и имаше иницијатива да се направи некоја нова верзија и на тој начин можеби и сега ќе доближиме оваа песна до новите генерации кои што слушаат рап музика. Сите оние кои што сакаат да слушаат македонска музика, кои што се фанови на Ареја и кои што сакаат добро да се забавуваат, да дојдат на 8 ноември во Јане Сантански. Тие бисери се мојот бисер добро стои на твојот. Многу ми е драго што сум дел од еден ваков проект, поготово со еден од најкултните бендови овде на македонската сцена. Па искрено кога чув за идејата, така имав малку стрес дека знае дека мора да направам нешто што ќе биде перфектно, заради тоа што сепак Ареја е култен бенд и мора да се стигне до тој некој стандард. И до ден денеска се вртат на сите журки, на сите забави, така да стварно има голямо значење за мене. Ареја има албум пред Врати на имагинација, ама прв албум од кога почнавме да работиме заедно. И ја пред некои си 5-6 години на Ивица во еден муабет му реков кога ќе дојде време за некој јубилеј, за нешто да ме потсетиш, и Ивица се јави и каже, вика 25 години од Врати на имагинација, вика мора Врати на имагинација винил да го направиме, зашто навистина мислам дека е еден од најголемите македонски албуми на сите времиња од распадот на Југославија до денешен ден и дека заслужува да има луксузно винилно издание. И автоматски кога ми падна таа идеја на памет, па викам ајде тогаш да правиме и концерт. Сега Скопски сајам не постои као Скопски сајам, моравме да избереме друга локација. Тоа е единствениот концерт во историја на Македонија во која полиција со коњи, а не сум видел полиција со коњи да дојде на концерт ред да воведува, не може сите луѓе да влезат во салата. И еве сега шанса некој од тие тогаш што не беа, некој што беа. Така да ете и винилот, прва шанса да се дојде до винилот ќе биде вечерта после концерт на некој одреден meet and greet заедно со бендот и да се собереме сите на 8 ноември да славиме Ареја и македонската музика.